Ако до крајот на годината не се подпише општ колективен договор за јавниот сектор, синдикатот ќе бара одговорност и оставки од министрите кои ветуваа дека договор ќе биде подпишан. Ова денес го потенцира од ССМ, подсетувајќи дека за да го исполнат ветувањето, министрите имаат на располагање само уште 20 на дена. Сојузот на синдикатите на Македонија по завршување на рокот ќе биде принуден да побара одговорност и оставки од министрите, кои јасно и гласно кажуваат дека нов општ колективен договор за јавен сектор ќе има и дека истиот ќе биде подпишан до крајот на оваа година. А за новата методологија за усогласување, односно пораст на сите плати со порастот на минималната плата, која методологија требаше да важи од 1 јануари 2023 година, а нема ниту М од истата. Се вели во соопштението. Општиот колективен договор за јавниот сектор, освен методологијата за пораст на платите, требаше да го утврди и регресот за годишен одмор или актуелниот К15 за сите работници во јавен сектор. Колективниот договор беше едно од трите клучни барања кои синдикалистите ги побараа минатата година на големиот синдикален протест што се одржа на 12 декември. Останатите 2 недела неработен ден и покачување на минималната плата на 18.000 денари се усвоени и веќе се применуваат.